Како некој кој важи за огромен љубител на видеоигрите, секогаш ми е посебно задоволство да разговарам со луѓе кои што имаат остварено професионална еспорт кариера. Денес тоа е Огнен Тошев, момчето кој што важи за непобедливо на виртуелното фудбалско игралиште. Со него отвараме многу теми од тоа што значи да се биде професионален еспорт играч, дали е тоа прашање повеќе на талент или тренинг и дисциплина, како влијае спортот на развој на когнитивните способности и кои се бенефитите од интеракцијата со видеоигрите. А за сите вас, кои што барем еднаш сте посакале да учествувате на еспорт турнир или имате желба за развој на еспорт кариера, Телеком, како организатор на Телеком eSport Championship, еден од најголемите еспорт турнири во земјата, ви го нуди токму тоа. Оваа година Telecom eSport Championship офаќа 4 игри, Counter-Strike, League of Legends, Brawl Stars и Rocket League со вкупен награден фонд од 100.000 евра. Рокот за пријавување до 8 септември, а линкот за пријавување може да го пронајдете во описот од видеото. Значи имате уште 2 дена за пријавување, искористете ги паметно. Толку мало место, а толку многу играчи веќе почнаа да излегуваат од таму, да кажеме, Сакса е можеби најпознат таму. Не знам дали седи во Свети Николе уште или патува. Дали се знаете лично, ме интересира. Па да, се знаеме лично со Сакса. Реално он има направен стварно најголем успех и се дивам на тој успех што го има направено International Dota 2. Значи не знам, ја секоја година иде подобро кон подобро. Моментално не знам каде, мислам дека е Свети Николе, можеби моментално, имаше пред некој време пак турнир. Али стварно да. Моментално има International, мислам дека се одржува, така да. Па сега не сум запознаен, еве ти ми кажуваш, не знам точно, но еве му давам поддршка секој ден. Пред да идам на првиот турнир кој представував Македонија на европско, нели прво искуство, не знаеш што како оди, ништо, нели не си запознаен. И баш одам да се шишам, да се спремам, да идам на турнирот и Сакса ме сретнува таму. Он чекаше ред. Во Свети Николе? Да, во Свети Николе беше тоа. Да. И сега, знаеш, кај си брат, што правиш, добар си, да. Знаеш, нормален муавет. И он вика, видов дека ќе играш на европско, еве ти давам најголема среќа од мене, дај Боже да направиш успех. И сега ја, знаеш, го слушам тоа и сега емоција не покажувам, но внатрешно вриштиш. Знаеш, внатрешно викам, фала ти брат, знаеш, од јас сум, знаеш, добар човек пред се и кога ти дава некој поддршка, убаво се осеќаш. И види, да, посебно во еспорт, да кажеме, посебно во толку мало место како Свети Николе, последно нешто што очекуваш кога одиш да ја представуваш државата, да кажеме, е да добиеш поддршка од таков човек. Да. Да не збориме тоа што е познат како доста вака интровертен, како доста повлечен, го нема меѓу луѓе, не се меша многу, посебно во Македонија тука. Дефинитивно. Посебно да добиеш поддршка од него, навистина е посебен момент, морам да признам. Посебен момент, но ја пак ќе кажам дека тотално го разбирам, значи во толку мешање во народ, во толку камери снимање вперени во него. Значи он едноставно пред се само сака да отиде на турнирот и да изигра најдобро. Значи он не се фокусира на ништо друго, само се фокусира на играта и на тоа како ќе изигра он. Значи на ништо друго. И пред се, значи ќе кажам, Сакса ќе ти даде поддршка во секој момент. Мислам ако те познава, затоа што пред се е човек. И ние од Свети Николе сите сме окей луѓе и шириме позитивна енергија. Апсолутно. Да, и затоа еве и како што викаш ти, дека има успешни таленти, значи стварно има и помали генерации што не знаат уште што и како иде со тој свет, но има време пред се и ќе се запознаат. Колку те препознаваат, да кажеме, луѓето во Свети Николе, да кажеме, по успесите што ги имаш достигнато сега и како човек, да кажеме, кој што важи нели за професионален еспорт играч. Значи колку те препознаваат луѓето, бараат совети од тебе, те контактираат? Па, еве ќе ти кажам најискрено, ниеден другар не ќе да игра со мене FIFA никога. Прво почнувајќи од тоа. Добро, шала на страна. Еве, имаме Game Space, кај нас имаме место каде што можеш да играш PlayStation. И таму кога одам таму и сега ги гледам деца како играат FIFA и мене ми
треба едно 2 до 3 минути да видам дали тој играч може да парира на мене. Тоа го прави искуството. Мо ти играм многу време, 2007 цело време, јас сум 2001, значи тоа се, не знам. Да, ќе се вратиме на време, тоа, да. ме интересира многу почетокот, ама Да. ајде да видиме, значи. Да ти кажам, значи идат мали деца, ме прашуваат како е искуство од турнири, како да ја представуваш својата репрезентација. Сега нормално. Значи ја може немам направено голем успех со репрезентација, ама да ја представуваше пак успехи плюс од наш град, значи презадоволен сум и пред се кога и да ме праша некое дете, застанувам, му помагам и ме прашуваат како да играм, како го правиш ти тоа, како ова, како оно, нешко. Стварно, пред се да знаеш да играш играта, треба да видиш кои се предности и на YouTube туторијали, да гледаш цело време, затоа што вака на само од играње не бива. Добро, но FIFA, да кажеме, не беше првата игра со која што почна, со која што влезе во светот на видеоигрите. Претпоставувам дека имало нешто претходно, дека или можеби било на компјутер. Значи, Да. како влезе во светот на видеоигрите и како свати дека ти имаш, ајде да кажеме, малце поразлична дарба од сите останати во самата интеракција со видеоиграта? Сега малце може да биде подолго во ова, ќе биде интересно ептен. Да. Интересно ептен заради тоа што како мал, ќе кажам овет за мојата баба. Значи, прво не сум имал пари за компјутер. Значи, да имам компјутер стварно беше скапо за тоа време. И сум идел во интернет цело време, интернет кафе, каде што ако отвара у 8 саат, од 7:50 прв на врата сум бил цело време, значи кој интернет да е било во градот кај нас. Сериозно? Цело време сум бил прв и сум идел и као баба, нели постари генерации ќе ти кажуваат, само фрлаш пари на глупости, фрлаш ово, фрлаш оно. Сум ги имал се и се што. Значи не памтам сега тоа кои игри имаше. Не ми текнува сега за тие игри, но знам дека дома, само не ми текнува која година точно, мама и тато као ни викаат на мене и на бато, ќе се симнеме до доле, се враќаме за саат, два, и, знаеш, ние ништо не осеќаме, знаеш, ако одите, знаеш, ќе си играме ние дома. И сега јас знам, само тропат на врата дома и само гледам мама и тато со компјутер. Моментално нешко, таа ситуација во тоа време, таков компјутер. Сега не знам, стварно беше добар. Ги прифаќаше сите нови игри за тоа време, тоа е било, значи 2006, 2007, 2008 година. Уште сум бил многу мал. И јас најрадосен бев, сега брат ми бил радосен. Имаш помал или поголем брат? Поголем брат, 5 години постар. Али јас поише време поминав на компјутерот. Да. И како го купија тој компјутер, прво нешто дома, јас имав FIFA 7, памтам, и Counter Strike 1.6. Тие две игри и GTA San Andreas, да не ја заборавам. И Vice City сум играл. Добро, тие се story mode игри, нешко. Да, не се толку компетитив. Не се компетитив. Не е спорт, да. Не е спорт. Ама игрите како Counter Strike 1.6 и FIFA. Значи уште у тоа време, памтам со брат ми сме играле. Он играше на тастатурата, јас сум играл на рачка уште во тоа време, каде што не знаев на рачка да играм и сум го победувал. И сега кога сум го победувал, сега рачуне ти постар брат да го тепаш. Оди и на мене, се кара со мене цело време се кара. Како ти ме тепаш во оно попушти? Ви многу нервозно е, значи кога се игра рекреативно, значи јас знам дека не сум можел да си дојдам на себе од нервоза, значи не можам да прифатам поразот, ме разбираш? Нема шанса. Значи пред се пораз од свој брат не бива. Тоа е. Да, тоа е посебна конкуренција. Да не кажам за неговите другари, значи сега откако имавме PlayStation 4, па 5, кога сме играле со неговите другари се случувало, од ја најчесто сум се дружел со постари и кога сум играл со неговите другари ми се случувало некој да ги тепам 5-0, 6-0 и они да рипат на мене и сега нели помал си мора да кјутиш сега. Таква е ситуацијата, кај што мора да кјутиш. И натаму кога сум видел дека стварно ме бива, почнувам, мислам дека 2022 така нешто беше, таа година, кога играм дома и сега во градот, во Скопје сум играл со деца, сите сум ги тепал. Значи, дали некоја била тесна, небитно,
Најчесто сум тепал, многу тешко сум губил. Мгм. Не викам, као, оти работам, обезбедив да си купам онлайн PlayStation Plus и Plus играта си ја купиш. Со Тогаш кој PlayStation почна? Со четврка. Четврка? Да, со четврка. И како почнав онлайн да играм и видов. Сега у FIFA-та онлайн има као Foot Champs, си има неделно 20 утакмици, сега да се намалени на 15 и од 20 утакмици ранк 1 ти е со 19-18 поени. Значи ранк 1 стварно е многу тешко затоа што конекција ни е послаба кај нас. Али сум правил ранк 2, ранк 3 со 15, 14, 16 поени. Тоа е стварно тешко реално. А сега од Македонија плюс со таа конекција, значи тешко и викам се пријавив прво на еден турнир во Сити Николе кај нас и го тепав тој турнир и тоа финалето беше на 3 добиени 3-0 му правам, не гледаат сите, ја 3-0 правам, сега почнав и да попуштам на некои моменти затоа што стварно видов дека можам многу да го тепам. И пред се сакам секогаш фер плей, тоа ми е најбитно. И како почнувам со сето тоа да гледам дека можам да победувам, викам, ајде ќе одам на попрофесионално ниво. И се појави еве квалификациите за европско. Сум имали други помали турнири, што тие не си ни толку за коментирање, тоа се локални фактички турнири. Ова од Скопје да ја представаш Македонија за репрезентација, значи стварно големо нешто за мене. Добро. За мене представува големо нешто. Добро. И ми го праќаат баш на Инстаграм сето тоа, го гледам, викам, ајде ќе се пријавам да видам што и како ќе направам. И се пријавувам и прифаќаат сето тоа, ми кажуваат колку да играме. Ајде, одам таму да играм, се спремам психички, нормално ден претходно вежбаш цело време да видиш како мора да провериш се дали си добар, значи до пас, до нафрлување, до шут, до секој момент треба да си точен у FIFA. И да, и сега играта реално, значи треба да имаш и стварно среќа. И ја и тоа ќе го кажам, значи ти треба среќа за да бидеш успешен, стварно. Добро, ама среќата ги прати храбрите. Среќата ги праќа храбрите, точно. Да, точно. Па тоа ми се случи, тоа ми е чистиот пример за тие квалификации кога играв таму. Значи почнав, не знам сега 16 на финале, па 8 на финале, па 4 Значи тоа беше и како се викаше lower bracket ли, не знам, ако изгубиш една, у Дота што е. Ако изгубиш една, има шанса пак да играш. Да. Јас не изгубив ни една. Значи од никој не изгубив. Секоја утакмица ја добив, може сум изгубил една утакмица. Во 3 добиени ли си играш? Мислам дека на 2 или на 3 добиени, на 2 добиени беше, мислам. Може финалето да било на 3. Не ми текнува точно, беше од пред 2 години тоа за тоа. И сега почнува утакмица, нели четврт финале, ајде поминуваш, полуфинали, сега тука потешко е, после секоја победа се слушам со брат ми и он ме гледа со лайв стрим, значи алалда е за сето тоа, значи имаше лайв стрим, коментатори, поздрав до Джокер. Исто, да, феноменално. Феноменален коментатор. И тука малце стресови сега. Трема, нели, треба до прво место додека стасаш. Чекај, тоа беше прв турнир, саш да ми кажеш кај што имаше можност да настапуваш и во исто време да те следат твоите луѓе во живо кај што играш? Да, со стрим, да. Браво. Прв, значи најпрв беше тоа. И знаеш дека те гледаат, пример во мојот град имаме кафич План Б и газдата Бојан му пишав на Инстаграм, тој стрим, пушти го таму на телевизорот, нели кој да дојде на кафе, нека гледа, сегаш, нека ме поддржува. Да, бе, публика се собира. Да, и стварно, значи ја завршувам вечерта, победувам, се враќам во кафичот вечерта околу 10, не знам, 10 и пол. Влегувам во кафичот, сите прават, браво, брат, браво. Сега пред се да ти кажам за тремата. И тука четврт финале, полуфинале те фаќа малце трема, нели неискуство, прв турнир. И си седам сам на страна со слушалки, со брат ми се слушам, завршува муабетот со него и музика си пуштам и размислувам. Имаше еден противник, Игор, го памтам, стварно беше најтежок противник. И го памтам и размислувам како него да го победам, затоа што него ако го победам,
Го освои. Тогаш да, тоа се. А у која Ама фаза го сретнуваш него? него го сретнувам во полуфинале, затоа што он Да. изгуби у четвртфинале. И фактички имаше шанса он и играше пак четвртфинале, победи и иде полуфинали, фактички полуфинале се сретнуваме јас и он. Сега он е постар од мене, не знам, 96-та мислам дека е. И он е стварно многу искусен. И имал освоено многу турнири плюс. За сето тоа стварно, значи ти се надпреваруваш со некој што има освоено многу турнири. А јас немам ни еден турнир, локален турнир што Официјално, значи да, ти ги имаш аматерски тоа повеќе. Аматерски реално, Да. да. И ајде со него да се сретнам и ја му кажувам на мојот брат претходно, викам, вој играч го знам, стварно е добар. Пред се и он е ферплей играч, тоа ми се свиѓа, кој да тепа, нека победи подобриот, нели? Така е, да. И почнувам да играм со него и сега прв пат, значи во сите утакмици прв пат малце натрешно тога гори. Осеќаш, првите 5 минути као на бранови да сум, не знам, значи треба ме фаќа реално, а не треба те фаќа трема доека играш. Или си професионалец на професионална игра, што и дали спорт, дали и спорт, не битно. Професионалец не треба да го фаќа, али нормално е првите минути. Сега неискуството си го кажува своето. Добро, тоа е некоја позитивна трема, ајде да кажеме. Позитивна, да. Да, докаже видиме како завршила утакмицата, па ќе видиме дали е позитивна или негативна. Да. И сега играм прва утакмица 1-0, мислам дека го победив, кај што ја му поставив тактика да се бранам. Оти јас сум тежок офанзивец. Само сакам офанзива, не одбраната не се замарам, ако сакаш да ми 5 гола, Ти треба да 6-7. Да. И играм тука 1-0 го тепам првата партија, мислам и втората 2-1 мислам дека беше. Значи 2-0 го тепам фактички, не ме тепа ни една, така мислам дека беше. Или евентуално може било 2-1. Не ме фаќа за зборот, сега имам се заборавам за сето тоа, небитно. Но последната утакмица што играв со него за да поминам јас у финале, значи дечкото имаше 3 до 4 па и 5 стативи кај што му беа green release ти е, мислам green timing. Тоа на FIFA ти е 100% гол. Сега ептен ако си го промашил во стативата ти со аналогот, значи твоја грешка е фактички, ама Мумрадов и голман, му ги погодува страните. Джокер тоа се го коментираше, памтам, значи ја дори го изслушав малце од сето тоа, ти има енергија во него и вика он и кажува Тебе Джокер ептенти се свија како коментатор, можам да кажам. Не, сега и како човек пред се, значи сум помилал некои имаме муабети меѓу себе, ми се свија стварно. Добро, тоа е еспорт комјунити. Да, еспорт комјунити. И финалето нели го поминувам Игор, завршува сето тоа, му се јавам на брат ми, тоа, викам сега финалето. Тој во финалето беше дечко што во четвртфинале го победив. Колку такмици играш ти во денот? Значи ова во еден ден ли се случува све? Сед беше во еден ден. Значи рачунет психички разбиен начисто. Главата, не знаеш кај ти веќе у последните утакмици фокусот ти паѓа. А секоја утакмица ти е се побитна и потешка. Да. Како прогресира денот, така. Нормално. И сега финалето го играв со дечко што беше четврт финале, што игравме веќе. А нели он изгуби, пак стаса до финале преку ловер брекет, мислам, така се викаш. Да. И ајде финалето го играм и сега као знам, знаеш, го имам победено, дека го имам тепано и као викам ќе го тепам пак, ама да, реприза. Значи, и за него е многу потешка. Да, ма дури ја имав утакмица со него во четвртфинале кај што беше 6-7-1, 7-2, значи убедлива победа, да. И ајде финале да играме. И ја памтам последната утакмица, Goosebumps беше тоа ептен. 3-1 водам на 80-та минута, памтам. 3-1 и веќе тука си ја држиш околу аут сега си играш, и си давам пасови и сега се случува момент каде што стискаме пауза и мислам дека он ја пушти играта и сега ја доека го фанам џојстикот, значи малце пауза нешто измени, не знам што точно беше и као ја доека фанам да контролирам и он веќе два потези пред мене имаше и стаса до гол и дава 3-2, а играчите му беа изморени, значи и тоа го памтам. Бак му се имаше имаше уклучено на оверлот и така се изморуваат играчите. И 3-2, 83-та, четврта,
Не знам, ми се случува јас шанс да промашувам, 3-3 ми дава. И сега доаѓа моментот, а 1-1 беше во партии, 1-1, да. Или 2-2 или 1-1, небитно. И сега момент 3-3, треба да играме продолжеци, фактички 87-88 минута. И јас стискам пауза, смирувам моментално и малце и така и гласот ми се фати во моментот и се као 3-3, чекај, смири се, подобар си од него. Правам некоја измена, она. Клучувам, викам, може ли? Може. Почнуваме прва акција. И, значи, акцијава беше исто као реален фудбал. Значи, дефинитивно превише имам гледано фудбал. И тоа е многу плюс за FIFA-та исто. Акцијата беше со пас до десен бек, средина, десно крило и како идам пас. И последниот пас Пирло до Зидан, памтам, и Зидан се местам 20 метра, 88, 9 минута, 90 веќе, последен напад, сигурно. Се местам и финес шутирам и грин тайминг. Директно и го памтам Джокерот таму. Зидан се дери, тој Джокер се дери. Зидан и Зидан дава гол. 4-3 прами, фактички јас сум прво место. И сега моментот, не знам. Нов момент е, да. Не знам што се случува, стварно, моментот изгубив глас, не знам кај се наоѓа. И победа, знам дека е победа, знам дека Македонија ќе ја представувам на европско и голема работа за мене и завршува утакмица и се дерам на цел газ. Македонија, затоа што цел живот гледам спорт. Еве ги памтам и годините кошаркар сум бил. Ги памтам и годините Евробаскет 2011 четврто место. Значи памтам многу успеси на Македонија. До ден денеска на секој утакмица идам на Македонија на фудбал. Сега со Лихтенштейн, ајде, може не, ама скоро секоја на домашен терен. Цело време спорт, залюбен сум во спортот. И сега ми се случува Македонија да представам на европско и тоа за мене значеше многу голема ствар. И преголемо искуство и помалце трема во наредните турнири. Добро, чекај малце, да не одиме одма на европско, да кажеме, иначе, окей, завршува, се квалификуваш на европско и се враќаш во Свети Николе, во кафичот кај што имаш пречак, значи луѓето гледаат тебе таму. Да. Објасни ми го амбиентот. Исто не опишливо, не знам, значи стварно стасувам во Свети Николе и значи сози радосници имав. Пред се сум и емотивен човек. И сега како влегувам унатре во кафичот и како отворам врата и сите ме гледат, и само сите кои ги, тоа шеф, не знам, уште што не. Уште што не, сите викаат по мене, браво, те гледавме тука, сите подршка. Значи, еве, тоа ми се свиѓа за мојот град, за тоа што од почетот на мојата кариера на секој сум имал подршка. Тоа ми се свиѓа и затоа го сакам многу мојот град и тоа го кажувам за сите. Треба секогаш подршка си даваме и усебно. Тоа е најбитно нешто. На човекот му даваш ти подршка, он е помотивиран и поуспешен секогаш. А кога му даваш хейт, окей, хейтот е фан бейс, ама пак друго е. И како ти кажам, влегувам натре, сите по мене викаат, сите се радуваат, како успеа да воат. Абе, некој ми вика, ти кажав играј ти FIFA, гледаш што ги те се случи, некој ми кажува така нешто. Некој вика, абе брат, како ти успеа, од кога играш FIFA? Сакаш, некој ме прашува такво прашање. И не знам, јас кога викам, тоа е, викам, ја верувам у себе. Не за џабе тепав кај трајката, мислам, интернет кафе што е за PlayStation. Оди сум ги тепав. Спомни го, па да, не, секако ми има дадено да снимам и кај него во интернет кафето. И предобро место, предобри луѓе и мило ми е за сето тоа. Дома твоите како реагираа на тој успех, да кажеме, во тој момент? Пошто и тоа е уште еден момент вака посебен доста, да кажеме. Да. Не знам, значи, како се качувам, да, ме помешува сега со емоции, ме враќаш у минатото и малце се ми се враќа тука. Многу убав момент беше. Најубав. Види, тоа се знаеш зашто те враќам, затоа што ми е битно да ги споделиме сите тие радосни моменти за да можат луѓето да сватат кој импакт го има еспортот кога човек ќе се посвети како што треба и ќе го практикува. Дека убави работи се случуваат. Значи ти имаш
ова што тебе ти се случува, да кажеме, и успехот кој што ти го имаш достигнато е резултат на многу дисциплина и на многу работа. Значи ти имаш Точно. сати од првиот момент што викаш кога ти го донеле дома компјутерот, па нели до се до тие квалификации, значи колку време имаш вака дневно или имаш ли чувство колку време на ден имаш поминато на PlayStation? Или едноставно како се ориентираше спрема денот, спрема самиот ден? Дали имаше ден кај што ќе пропуштиш, да кажеме? Па многу ретко ако имам други обврски. Ако имам други обврски. У глобала, кога е поладен периодот, летен период не ги имам толку, заради тоа што стварно топло, не ми се седи дома, ностоп под клима, не ми иде. Зимен период, Тоа е тоа. зимен период ги ставам на очерија за заштита и зависи кога станам, може прво да се измијам, да едно кафе, онака и да почнам да играм. Ќе ти кажам и за чувството кога ме видеа мама и тато, да ти докажам за ова. Се има случувано, пример, јас станувам после 12, 1 на планет, цело време ми е така. Класичен геймер, да. Класичен геймер, да. Ми се има случувано од 1, 2 до вечерта до 4, ми се има случувано. Мислам, тоа се, не знам, многу сати. Ама тоа се случува кога искача нова FIFA, FC сега што е, по новото. Тоа е возбудата да испукаш. Еве сега 26 ќе искочи за еден, не за еден месец, за 3 недели. Ја приордер имам направено, 7 days early access и само чекам да искочи. И кога дојде тој момент и тие денови нон-стоп. Значи 2-3 недели не можеш да ме најдеш. Значи за викендот ти работам за викенд и цело време. Цело време ми звонат или ми се има случувано ситуација кај што додека играм и некој да ми пише, пример, и да видам тој моментот. И ја му отворам чатот по грешка и да го тргнам телефонот и после некој време пак да ми пише зашто не ми враќаш, знаеш ко. А ја фокусиран на игра и реално FIFA-та е игра кај што стварно 90 минути треба да си фокус цело време. Значи затоа исцрпувачки. Значи стварно 90 зборам кој играш со противник што е стварно и подобар од тебе, кога треба да се мачиш многу. Зборам за некој противник што не ти е. Значи нема пауза она да си земеш, да кажеш мозокот, ајде маце сега ќе дрибла, маце ќе си додава, маце ќе Не. Нема шанса. Да се опушта маце така. Со подобар играч нема шанса. Дефинитивно нема шанса. Ја сигурен сум 100% за тоа што сум пробал малце дефокус, гол паѓа онда. Еве на по-професионални турнири тоа ми се има случајно. Колку тој фокус, да кажеме, дури сме веќе кај фокусот, колку тој фокус ти се пренесува во други аспекти во животот? Имаш приметено дека фокусот што си го стекнал, например, во самата игра ти помага и во други работи, во работа, например. Како се пренесува тоа? Како се пренесува? Не знам, тоа е, мислам, карактер, изграден карактер на некој начин. Confident, не знам како го опишам тоа целосно. Дали мислиш дека ти помага тој фокус? Фокусот ми превише ми помага за се и јас фокусот го немам најдено во геймингот како право. Значи прво како личност имам изградено и пред се да направам нешто, не плански зборам, пред се правам план и се фокусирам тоа да биде на најдобар начин. Никогаш во животот не правам нешто што не е плански и не е направено без фокус. Значи секогаш гледам да сум фокусиран на секоја работа што ја правам. Небитно да измијам дома нешто, се фокусирам и на тоа. Добро, онака, зборам. Али за секоја ствар во животот знам дека најбитно е нешто фокусот, да си фокусирам во сето тоа. И тука доаѓа геймингот, каде што јас право имам кршено рачки доста. Доека стекнеш фокус на играта, и треба време, реално. Прво сум кршал рачки, хаос е било дома, уште што не сум правил, мама и тато се влегувале во соба, ми викале, што ти е на тебе, и во војна ли си, што ти е? И као, се извинувам, мама, се извинувам, викам, не е во до мене. Значи, има моменти кај што не можеш ни да ме гледаш, као, да не е огнен воа. Значи, моменти кај што ти си играл цело време, си тепаш, ти треба последната победа и се случува
најлошото, да ми прекине конекција, најлошото, тогаш не знам што се случува, кршам дома се. Мислам, така е зборот, не да ga кршам, ама Да. нервозите маваат. И тоа ти е дефокус. Исто, кога играм на таква утакмица која ми треба уште една победа, малце кога почнам да се нервирам, дефокус. Моментален дефокус ти прави сето тоа. И не можеш да тепаш. И ти само збориш во играч лош, интернетот Сите лош, се криви. Сите се криви. Да. И кога почнуваш да ги набројуваш сите дека се криви, готово, немаш фокус. Затоа пред се седнуваш, не зборам само за гейминг, за секоја работа во животот. Еве како порака го давам ова дека пред се мора да си фокусиран пред нешто ти да сакаш да направиш. Фокусот е најбитна ствар. И после се останато. Тоа ли беше моментот? Сам ме враќаш на финалето кога си стиснал пауза неколку минути пред крај за да се стабилизираш. Значи тоа е оној момент што сакаш да си го вратиш фокусот, си осетил дека почнуваш да губиш фокус? Да. Тоа беше работа. Ти беше 3-1 и јас си викам ајде, знаеш, во главата, финале, прво место, нели нормално сега. Прв пат идеш и финале прво место, 3-1, нема шанса, јас сум подобар од него и се случува погрешка 3-2. Не ферски гол беше тој за 3-2, реално, али не е битно, нема во турнирот нема ферски неферски работи. Мислам, добро се случува некаде ептен нешто. Али во ситуација као ајде почнав. Тоа не беше фер плей од него, додека ја не ја земав рачка, не требаше да игра, али не битно. Значи не се лутам ја на него. Ништо. 3-2, 3-3, дефокус. И тоа беше моментот. Ставам пауза, како што ти кажа, пауза и размислувам. Подобар си, смири се, земи воздух, направи нешто. Ете и сите тие рачки искршени, значи како доаѓаат сега да цел како искуство да ти помогнат во најбитниот момент, можеби најмногу кога треба, пошто таму конекцијата е стабилна. Стабилно. И лан беше. Да. 1-1 лан. Нема што да се случи. Значи, единствена грешка која што може да се случи е во твојот фокус. Во твојот, да. Да се вратиме во Свети Николе и реакцијата од домашните твои кога им кажа дека се квалификуваш на европско. Кај беше европското? Каде си играш? Од Скопје си игра квалификации за тоа европско. Добро. Да, и прво реакцијата на мама, па може на мама и на тато ги да кажам, па ако се да кажам за квалификациите. И си идам дома и нели мама и тато ме гледале. И сега како се качувам горе по скалите, брат ми не беше дома, мислам дека беше тогаш Холандија. Он ме гледаше од Холандија, да. И мама и тато, прво нешто, тато доаѓа, знаеш, и ме гушка и ми вика, ти си цар, јас знам, од секоја сум верувал у тебе. Татко како татко, цар, нели, не знам, никогаш немаш лош збор да кажеш за татко ти. Татко и машко, најголеми пријатели. Татко и син. Да. И татко ми вика, ја верував у тебе, уште одма видов. Знаев дека ќе тепаш. Знаев. Значи, што си тие за тебе, нели? Татко како татко. Што си тие за тебе? Ти си најдобар. Она, такви работи. Мама емотивна, сози течат. Знаеш, радосна, ептен радосна, ме гушка. Ми вика, леле сине, кој нервози ми иде. Па тој... Сега, извини, како беше коментаторот? Не Джокер, другиот? Бобо, извини за Бобо. Значи, Бобо, мама така сватила дека не коментирал добро спрема мене, а другиот Джокер коментирал многу добро за мене и нели она растревожено од сето тоа, као вика леле зашто тој против тебе коментира, ти играш стварно добро. Викам, мамо, тоа е нормално. Викам, не дека коментира против мене. Едниот коментаторот коментира така, другиот коментатор на тој начин коментира. Не се сите исти коментатори. И право да ја смирам ситуацијава, на неј беше тоа проблемот. Значи, што сум тепало, што се случило така работи, не беше толку... Што он лошо кажал, да. Да, нели, мајка како мајка. Зашто, вика, зашто? Ја викам, уживај, смири се. Инаку беа прерадосни за сето тоа и као, нели, нормално како родители, не веруваме у вакви работи. Чудно е. Значи, секој родител... Ново е. Да, еве, сега ќе кажам и за родителите да слушнат убаво, за новите генерации. Еве сега мама со тој муабет беше као, зашто ти играш FIFA, зашто геймаш, зашто си цело време на PlayStation, зашто онат, нели, нормални муабети. Јас сум навикнат од сето тоа. Еве за родителите.
Ја ќе кажам за децата, помалите генерации, значи моментално парите во светот го држат интернетот. Значи во интернетот, во гейминг, има превише. Значи ако се пронедеш во некоја игра, пробај да ја играш цело време таа игра и фокусирај се на тоа. Сега има различен тип на геймери. Значи геймер кај што игра секакви игри и тоа го прави од забава. Пример, јас сум од геймерите кај што само FIFA играм и сум изиграл не знам колку партии, еве сега после подкастот ќе отидам дома, пак ќе играм, пример. Значи тој геймер што сака да иде на поголемо ниво, се насочува да иде кон една, на професионално. Саш да кажеш дека да, другата категорија е што се насочуваат на повеќе, едноставно го делат времето на различни жанрови, еве. Па да, на различни жанрови, ама и тоа ми е од забава гейминг. Значи, тој геймер не размислува за професионалност, да доди на некој турнир или Но и тоа е сосема во ред, да. Тоа е да, сосема во ред. Сосема Не, во ред. немам ништо против тоа. Да. Сосема во ред си е тоа. Ти си одбереш каков геймер да си. И сега јас на тој начин, као седам дома, гледам дека сум подобар од сите, зашто да не пробам? Пробај. Еве има и нови генерации, сум видел дека играат добро FIFA, Counter Strike 2, LOL, Dota. Да, многу е добро денеска што има многу турнири кои што овозможуваат на луѓето да се тестираат и да видат едноставно кај се наоѓаат на таа скала на competitive gaming, да го кажам. Значи надпреварувачко геймерство кај што можат да видат едноставно дали имаат поголем талент во однос на луѓето околу нив, значи дали да инвестираат во тоа, дали да не инвестираат, значи одлична шанса и ова Телеком што го организира сега, да кажеме, е одлична можност да едноставно човек да провери до кај е. Како што си го направил ти во случајов, ти си многу добар пример за целото тоа, затоа што ти не си се разбудил едно сабајле и си кажал, знаеш што, јас сакам да бидам професионален еспорт играч. Значи ти си го дал време на играта, си се надпреварувал, си се споредувал, значи едноставно гледаш дека газиш све пред тебе. Автоматски, значи мораш да даеш шанса на нешто такво. Мора. Тоа е точно. Да ти докажам за европското, да искуство да ти споделам. Денот кога отидов на европско да идам да ја представам Македонија, пратев се како играат и ајде денот идам палам кола за кај Скопје и на репит на YouTube Македонија навива за вас, Тоше Проевски, 5 милиони, цело време. На репит. Како завршува музика одново? Како завршува музиката одново? Цело време се мотивирам. Добро се билдаш, да. Се билдам со Тоше Проевски и одам да ја представувам нели Македонија. Колку утакмици требаше да изиграш тој ден? 5. Мислам дека не 3 со 3 беше. 3 денес, 3 во недела. Сабота, недела се играш. И најпрвата утакмица мислам дека беше со Турчинот и Мертал. После на друг турнир го имам видено уживо. Сме правеле мовет, му имам кажано дека сме играле 1-1. Го играв со Мертал, не може да мрднам. Значи толку јак, стварно сум јак, стварно. Тоа е веќе. Али Мертал игра секоја недела игра турнири по Турција и они си имаат кој лиги од сите тимови, као што се во фудбалот, нели Бешикташ, Фенербаче, Галатасарај и сите, има 20 тима и сите представуваат по еден тим и во лиги играат исто. Сега они играат цело време. Не можев да мрднам. Значи тоа беше толку тешко. А прва утакмица? Прва утакмица. Како иде? А отидов со нервози. Малце имав нервози и тоа беше дефицит на сето тоа. И ајде, и Мертал ме победува. Не можам, стварно. Еве, пробувам ја. Доаѓа Џокино, викам, брат, играм, ама во стварно друго ниво. Сега прв професионален турнир. Чудно ми е. И ајде, а го гледав како игра, пробував да го надменам неговото, не бива. Стварно и професионален ептен играч. И ајде, Леви Деверт, Холандија. И викам, а за него имав најголема желба. Чека, како заврши првата? Изгубив, не знам. Добро. Колку изгубив? Добро, не ми се зборове, знам дека изгубив. Теа не дека ме тебаше многу, ама стварно изгубив. Ме доминираше на секој начин од сите страни, знам. И ајде, Леви Деверт. И ајде да видам јас со холандјанецот и сега најмотивиран, знаеш, ако седнувам пред PlayStation, мониторот исто. И викам, чекај сега да видам да видам каков играч си. Почнувам, значи доминација ми прави секако. Они имаа стрим, лайв стрим.
Рања, мислам дека се викаше нивниот стрим. Тој е Холандија фактички. Не знам што значи точно. Го гледав и неговиот стрим, реакција на неговиот коуч. Значи ја играм против него, ја играм сам, а рачунај он игра со коуч до него, со тренер. Значи он игра вака и до него тренер има на стримот. А јас играм сам. Значи Да, стварно професионално. Сум го видел дека многу има тренери до нив кои играат. Да, има тренери и беше 0-0 прво полувреме, знам. Се играше две утакмици. 0-0 прво полувреме, 2-2 заврши таа утакмица, мислам, или може 2-3 у 90 да примав гол, ама кај што ја идев all in, значи ми требаше победа. Ја не гледа дали ќе изгубам, не ми беше битно тогаш. На 2-2 мислам, да 2-3 изгубив у последна секунда, ама морав да идам all in ако тепам за да требаше со сите да имаш победа. А ти ја уште со Турција изгубив и нема шанса уште одма. Да. Сега ќе се молев Турчинот да губи од други и ајде, ама да биде 2-2 со Леви Деверт, со толку искусен играч, што е претешко. Ама тоа што го гледав на Јутов како игра, го гледав и тој и Мертал, ама сосема друго беше. Ама знам, го памтам голот со Луис Фиго, тука од десна страна, значи од 25 метра, тривела надворешна. Значи голот беше лудило, значи многу ја гол, тоа беше за 2-1. Како му го давам голот и ја тука, се дерам нешто се радувам за сето тоа, ми даде после 2-2 и тоа ми даде 2-2 на ситуација кај што ја немам научено таа работа у FIFA-та. Сега џаве ќе објаснувам. Постои ли такво нешто што не го знаеш? знаеш? Па имаше player lock, не, ја го користам тој player lock, ама додека падне на глава на играчот, он уклучува друг играч и он со главата на другиот. Значи тоа ја кога го видов и ми даде 2-2. Да. И сакав да му пишам одма, што ти е на тебе, брат? Што ти е на тебе? Кулирај. И ми даде тогаш 2-2, ама голот уклучувам после на стримот на нив на Леви Деверт. Рање стримот, отварам на Twitch и да видам реакцијата на неговиот коуч. Како го давам голот и неговиот коуч прави. Се гледа со Леви, знаеш. И викам, барем имам направено нешто и после кој изгубиш од него, фактички џабе ти е се натаму. Играв со другите, играв онака за да изиграм. Оти можев утре ден да не дојдам да не играм, ама и реков, викам, ќе си дојдам, сакам да играм. Како искуство бе, да. Како искуство да ги пробам сите играчи, ама секако утре ден играв онака. Од лабаво не се замарав толку, првиот ден пробав, али искуство е пред се. Да, ма тоа било на пример првиот момент кога се соочил со таков калибар на играчи. Значи ти си немал претходно такви јаки турнири да го осетиш нивото, да осетиш дека знаеш и проблеме кој ќе победуваш многу. Значи треба човек да учи и од поразите. Од поразите повеќе учи, тоест отколку од победите. Така да тој ден најверојатно многу ти сменил понатаму во кариерата или ке ти смени. Не знам дали имаш уште квалификации после тоа. За европско, светско. Па не, тоа не знам, прв пат УЕФА кога организираше прв пат европско, мислам, за 2024-та, нели имаше европското Шпанија, што победи. Шпанија, чека, која година беше? 2022 ли беше 24-та? Не знам. Фудбалот зборам. Добро. У фудбал Шпанија коса и поради тоа беше тоа европско направено. Прв пат у животот FIFA тоа го направи. Они си имат константно, имат EA има различни турнири. World Champion најјакиот турнир што е, не знам, 500.000 евра, што е право место. Андрес Верген го има освоено од Данска, еден од најјаките играчи. Ама таков турнир кој европска квалификација мислам дека нема. Реално сега од Македонија маце далечно до тоа да стасаш, да се надпреваруваш со такви играчи. Оти тешко да те најдат. Нема како да те најдат. Нема на кој начин. Единствено нешто ако стримаш и мислам пред се стримот да ти е на англиски. Пред се мислам ако стримаш на англиски и сега тука ако имаш 50 гледачи, 100 гледачи, може ќе стасаш до бројка до 500, кај ништо не се знае. Имаш ли пробано да стримаш? Многу сум сакал. Значи еве ја ќе ти кажам, дома имам правено многу видеа, многу коментирам и верувам у себе дека за публика ќе бидам кечи, оно дека ќе сите ги фаќам еден до друг. Сите што ќе ме гледаат, мислам дека да стримам ќе имам доста гледаност. Само пред се мислам, сега не ме сватите погрешно,
Јас сакам да стримам и на македонски, ама мислам дека у професионалниот гейминг ти треба англиски, според мене. И сега тоа ќе биде малце проблем дека ако стримаш на англиски, сега од Македонија може нема да имаш гледачи. Да. Ќе имаш некој. Оти сега новите генерации поише знаат англиски, реално. Како идат новите генерации, ги гледам дека знаат поише англиски. Али многу сакам да стримам, ама проблемот ми е конекцијава, што сакам да имам подобра конекција за да можам да почнам да стримам. И барам да имам соработка со некој. Не само да почнам јас, сега да имам грб за себе, за да почнам да стримам заедно како спонзор некој и да работиме заедно. Сега може ќе имам на почеток 1 views, 2 views, ама мене шо ме кошта? Значи, сабајле станувам, играм 10 сати. И онака играш, да. Да, јас секако јас сам со телевизор си правам улов, значи. Тоа сакам да те прашам. Од страна да ме снимаш и речеш, улов е, знаеш кој. Ама нема врска, тоа си е нормална ствар, си правам улов со играчите, па малце смешно изгледа. Ги мотивираш, да трчаат. Да, ама викам дека да може да стримам, ќе стримам, да имам шанси. Значи пред се ми фали конекција. Затоа што моментално имам 35, 6, 7, 8 мс. Значи со тоа плюс со стрим ќе не можам FIFA да играм и да стримам. Играчот ќе не биде, нема да се мрда. Ви кажа, FIFA-та ти е стотинка, не секунда, стотинка. Значи до толку е точна, мора секој момент. У секој момент мора да си добар, значи пред време да размислуваш, значи топката кај ќе падне, значи пред време да уклучиш друг играч. Сега кога играш ти професионално, сите играчи ги уклучувам јас. И затоа сум пред сите кога играм со некој. А некој, знаеш, кој му го даде? И така го користи. Ја пример уклучувам сосема некој друг. И го затворам тој простор кај што знам дека FIFA-та на тоа место може да направи баг, нели, да помине тој пас на тоа место. Видиш, како играш константно цело време и наоѓаш кои се плюсови и кои се минуси во играта и преку тоа стануваш подобар играч. Добро, со кој играш? Мислам, од ова што можам до сега да слушам на вистина, мислам дека тебе ти е проблем да си најдеш противников дека кај нас за да проблем не е проблем за Македонија, реално има играчи стварно многу добри за FIFA. Не викам не, сум губел и од некој, али значи сум губел онака како што се случува со 1-2 шута, не среќено некој, што ти FIFA-та и тоа е. Со 2 шута може да те победи некој, ти да имаш 15 шута. На турнири сум имал со држави кога идевме по Босна, по Црна Гора, сум имал 16 шута, он има 1 шут, 2 шута, 2-1 за него. Знаеш што ми се иде? Екранот пред сите таму, не знам, не ми се збори така, ама реалноста е таа, значи ти даваш се од себе ама пак ќе кажам, може тогаш што немал среќа заради тоа што многу среќа имав за квалификациите. И сега тоа ти таков е животот. Значи не ти дава одма да бидеш успешен. Ти треба да се мачиш, може ќе губиш. Ја сум седнал дома и сум направил план да победам. И сум сакал да бидам прво место и на тие турнири. Ама има дечки што играат 10 години. Кажи ми за тие искуства за Босна и за Црна Гора, значи тоа ти се први ланови надворот Македонија? Да, први. Како стигна таму? Првиот беше Боби, преку Боби, фактички Бован. Поздрав за него. Значи предобар човек. И најдобар од сите таму, тие сите што се главни, најдобар. Дефинитивно и со муабет и со се. Знае да те мотивира. Пред се човек. И он гледаше и многу пати ми викаше, стварно немаш среќа на тие утакмици. Првото искуство ми беше Босна, Јахорина. Јахорина е планина, најатрактивна зимска. Преубава е. Туристичко место зимско, најатрактивно и плюс таму кога бев дознав дека 1982 имало олимписки игри, што е тоа стварно многу голем плюс. И сега отидовме таму, па ќе го кажам искуството целосно, ќе го опфатам. Значи отидовме таму авионски. И имаше мислам, 4-star хотел со јадење секакво, значи предобро, без пари тоа не нас се ни беше обезбедено. Адриатик Лик мислам беше организаторот. И прв ден со Симон од Струмица двајца представувавме, не бев сам, двајца представувавме. Секоја држава имаше двајца представници.
Поздрав и до Симон, играше со мене. И влегуваме да играме прва утакмица. Знам дека прва беше со Луксембург. Бевме во групи Луксембург, Молдавија и Адриатик Лиг. Значи и тој тим беше. Значи имаше Босна еден тим и Адриатик Лиг тим. И прво игравме со Луксембург и тоа ми се случи тие утакмици со Луксембург, кај што играм предобро. Со едниот имав Луксембург освоја трето или четврто место. Имав едната утакмица 9 шута. Он имаше еден шут, мислам. И беше 1-1 таа утакмица. Ама зборам 9 шута кои имаш на FIFA на професионално ниво, ти се 5 до 6 100% шанси. Значи не се 9 шута да шутирам ја на професионално, не трошам така топки од сите страни шутирам. Не го правам тоа. Значи тука превладувала не среќата за мене. Не битно, тоа си е искуство. Идам следната утакмица, играм пак со Луксембург, значи играв со едниот противник, па со другиот, па играме 2 на 2. Ја и Симон заедно против нив двајца. Играм прво со тој едниот, тоа ми се случува 1-1 и со вториот, таа утакмица. 5-16 шута, он 2 или 3 шута, 2-1 ме тепаш. Како да ти објаснам? И у тој момент ти се оди ти сакаш да одиш у собата и да не играш веќе FIFA никогаш у животот. Затоа што си издоминирал целосно и што на крајот не си тепал. Ама колку имаме искуство, колку од фудбалот, поготоа ќе го земам искуството. Значи колку екипи имат освоено титули со еден шут, со 2 шут. Види, дали е тоа можеби најголемата предност на FIFA-та како видеоигра, што толку во детал ја пресликува вистински го пресликува вистинскиот фудбал. Затоа што она што го кажуваш точно така, значи во фудбалот тоа многу често се случува, нели, кога некој ќе промаши 1-2 шанси, она што го викате дека казната стига после тоа. Стига секогаш. Секогаш. Некако ми звучи дека она буквално го имаат пресликано, ме разбираш. Да. Точно, да. Добро, сега игра како игра не може да биде скрос реална. Да, не бива да биде, апсолутно не може да биде, али у глобала тука некаде сега кога беше FIFA беше многу јака. Кога дојде FC, малце ја давам минус. FC не ми се толку свиѓа. У FIFA-та беше некако подобра, али не битно. Мене пак ми се многу игра. Не е по мој стил новите FIFA. FC фактички, новиот FC. Али како што викаш ти, значи 2 шута, 2 гола, 15 шута, 1 гол. Значи на професионални утакмици, сега ако играме со другари, може да се случи да имам ја 16 шута и он да има 2 гола и да биде 2-1, ама тоа да биде, значи, тоа да не биде несериозно. Несериозно. Професионално кога играш, тие 16 шута биле стварно сериозни градени акции и сето тоа. Добро, резултатот е, ајде да кажам, е битен, ама у оваа фаза мислам дека од развојот на еспортот и турнирите, тоа пак не се толку големи турнири. Значи пак е во втор план. Значи целата логистика околу настанот, искуството на спортистите, конкретно вие, значи за тебе тоа е бесценето искуство. Значи ти да отидеш, пошто да отидеш од дома на такво место како што е Јахорина, да се дружиш со тие луѓе таму, да поминуваш време, да играш играта која што буквално животот ти го имаш посветено, значи е на еден свој начин остварување на сонот на многу луѓе. Значи тоа се многу генерации пред тебе, ќе ти кажам, сонувале за такво нешто, знаеш? За да има таа шанса, кај што тоа не било ни на повидок дека ќе биде реалност, а не па некој да дојде да го живее тоа. Сакам да кажам дека навистина имаш голема привилегија да го правиш тоа што го правиш. Големо искуство и како што кажа ти, остварување на сон. Значи тоа стварно беше остварување на сон. Ворам хотелски смештај, играње FIFA. Сега дома сум седал и сум кршал рачки до момент кај што одам авионски до Босна, играм таму турнир, што и да сум направил, небитно, остварување на сон. Значи, пред се, кога сум почел да играм FIFA и кога сум почнал да играм посериозно, зборам онлайн, јас сум замислувал такви работи.
Замисли еден ден вамо да отидам. Замисли, сега Босна може не сум замислил, Точно али тоа, точно тоа. замисли вамо да отидам. Замисли со овој играч да играм. Замисли. И полека како геймер ми се случи, еве што земав пример и Мертал, Леви Деверт, Холандијата, Турција, значи тоа се играчи што играат секоја година на најаките турнири на FIFA. Јас што ги гледам од дома. И мене ми се случи ситуација. Ето у Босна ми се случи таа ситуација, Турција и Мертал, што ме стварно победи доста на европското. Го видов и му кажав, викам брат, ти ли си Мертал, сега на англиски. Значи, и вика да, јас сум, викам еве ти на голема рака, ме прегази викам на европското, тоа што игравме против, ти играше против Македонија, јас сум од Македонија, вика ти ли си тој? Вика да, памтам, вика да, вика, многу беше послаб од мене, вика. Ја како ја послаб, вика, чекај, како ја послаб играм толку време. Не, се смееме, значи. Сите се позитивни таму, никој не е негативен. Тоа ми се свиѓа. Сите се дружелюбиви. Добро. Не баш сите. Сега тоа од Португалија што дошол, знаеш, неки ни му да ти направи. Ја пред се, еве каде сум идел, сум шетал низ земјава многу. Кај сум идел, секогаш сум бил дружелюбив. Не битно како раса на човек, какви се луѓето, не ми е битно ништо. Значи, пред сите сме едно исто. Добро, ние сме поразлични сме, а вие подсвети Николе сте па ептен различни и од нас сте подразлични, така. Вие сте топол народ, ги сакате луѓето многу, ти кажав, значи претходниот гостин ми беше од Свети Николе, значи сите луѓе што ги знам, што доаѓаат од твојот град се неверојатни луѓе. Значи кажи ми, голем поздрав до Свети Николе, мора да кажеме. Да го поздравиме. Мора да го поздравиме Свети Николе, сега реално стварно топли луѓе, топол народ и така е. Значи секоја чест за Свети Николчани, кажи ми што е следно за тебе, значи кај сакаш да се видиш во твојата еспорт кариера? Еве вака најреално еспорт, значи многу сакам да бидам многу успешен. Поуспешен од сите овие работи. Сега се иде со време, не доаѓа се наеднаш. Пред се прво нешто, кој што кажавме, сакам да стримам. Тоа ми е најбитно нешто. Тоа ми е желба и ќе видиме што и како ќе се случи со сето тоа, а за натаму ќе пробувам да се пријавам на турнири онлайн. Сега има на FIFA-та, ти кажува вој турнир тогаш и тогаш се игра толку и толку пари, толку е прайс пул. Тоа ми е желбата, сакам да успеам од оваа игра на поголемо ниво многу. Значи се не можам пред време да ти кажам иднината, не знам како се носи нашата држава со сето тоа. Значи сега ми се свиѓа мене, многу ми се свиѓа за сето ова Македонија што почнува за геймингот да се крева, да и кажува на народ дека геймингот е добра ствар, да се организираат турнири. Сум бил на некои обични турнири, не за FIFA. Гледам дека многу народ имат привлечено. Тоа ми се свиѓа, зборам новите генерации. Значи постарите генерации, немам ништо против постарите генерации, сега они живееле у друго време, ние живееме у друго време, тоа е нормално. Ги разбирам постарите генерации, нели, кој што ти кажав татко, ќе ти каже или мајка, што играш ти? Значи, што ти е глупости? Не се глупости, реално, не се глупости, значи може дето еден ден, еве јас зборам, дај Боже да имам деца, еве дето мое би му купил со задоволство PlayStation за да биде геймер. Секако научари за заштита за видот. И ќе се надевам на тој начин да проба нешто преку интернетот, затоа што во наредните години интернетот е најдобрата ствар. Небитно гейминг, зборам интернет за секакви работи, а исто, нели, геймингот. Интернетот е најдобра ствар, сега како идат годините, нашите генерации тоа не го знаат толку. Значи, маркетингот и сите тие работи, тоа е нешто најдобро. Сега како оди време да зборам. Апсолутно. Пак ти викам, ти имаш голема привилегија да го живееш што од прва рака, едноставно да го имаш целото искуство, така да тебе ќе ти биде многу полесно да го пренесуваш тоа на луѓето околу тебе, да ги поврзуваш со геймингот, да ги сваќаш во нивните желби, да им објасниш што е тоа. И да, значи се одржуваат многу турнири, уште еднаш ќе повториме, значи 8 септември е рокот за пријавување на Telecom eSport Championship, 4 game titles, Counter, League of Legends, Brawl Stars и Rocket League. Значи секој еден кој што
сака да се тестира и едноставно има желба да учествува, може да го направи тоа во овие 2 дена кои што преостануваат, значи линкот ќе биде во описот од видеото. Пријавете се, пробајте, значи ова што Огнен денеска го споделува со нас може да биде реалност за многу од луѓето кои што не гледаат. Реално дури неосети човек не може да знае. Значи не е теоретска работа. Значи мора да влезеш во тој свет за да видиш дали си за таму или не си за да влезеш, мора нели да се пријавиш. Турнирите се најубав начин за тоа. Фала ти за денеска, ти посакувам кариерата да се развива во правец во кој што сакаш и да имаме прилика уште на многу турнири, па и за репрезентација да те гледаме, да те навиваме и да нели да се радуваме на твоите успеси. Да, фала ти многу и фала што гостував кај тебе, Виктор. Значи пред се гостопримлив превише. Значи како што кажа, ние од Свети Николе сме топли луѓе. Стварно, ете, јас се осетив топло кај тебе. Значи кој и ти да си Свети Николченец. Мило ми беше и мило ми што гостував на ова место. И да, ја кажам, дечки, прејавувајте се што побрзо до 8 септември имате време за турнирот, за тие 4 игри, како што кажа Виктор. Многу важна работа е и пробувајте и гледајте у геймингот. Има многу напредок. Од година во година се поголем напредок има и потрудете се од дома. Ако сте геймер веќе, потрудите се тоа да биде исплатливо, а не само да биде за фраканција. Значи, кој си е геймер и кој мисли дека е подобар од другите, може да се потруди да оди на поголемо ниво. Оти чист пример бев и јас за тоа. Апсолутно. Фала ти уште еднашка и до некое следно гледање. Поздрав.